Како дел од Европската недела на мобилност овде во 9 часот пред факултетот ФЕИТ и Машинскиот факултет се одржа настанот Електричен полигон 3. Како дел од овој настан средношколците има едукативно предавање во врска со бенефитите кои што ги овозможува електричниот автомобил, а беше отворена и се уште е изложба на електрични возила. Како што може да погледнете, зад мене се наоѓа првото електрично возило кое што е набавено за потребите на град Скопје. Ова возило се полни на електрична енергија на овој начин и со едно полнење може да извози од 150 до 200 километри и овозможува 0% загаденост на животната средина. Ова возило е набавено со цел да ги мотивира останатите граѓани и тие да можат да се преориентираат кон ваков вид на транспорт. Ова што се наоѓа до мене е електричен автомобил, туристички автомобил кој што се повеќе се користи во туризмот во Македонија. Ова е електричниот тротинет. И овде може да видите електрични велосипеди, електричен мопед. Пред малку учесниците, наблюдувачите на настанот има можност и да пробат дел од овие возила и самите да се уверат во нивниот бенефит. Овде се наоѓа електричниот картинг. Ова електричен мопед е дел на Мирослав Стојчевски, кој што е еден од креатор на електрични возила. Ние разговаравме со него, тој ги охрабри сите граѓани да не бидат скептични, туку да пробат електрично возило и самите да се уверат во бенефитите кои што ги имаат ваквите возила, не само тоа што се безбедни и не ја загадуваат ниту водата, ниту почвата, ниту општо животната средина, туку и поради тоа што помалку трошат гориво. Предлагам да погледнеме дел од овој разговор. Вие денеска со себе го понесовте својот изработен електромопед. Кажете ми колку долго работевте на ова електрично возило и колку беше тешко или лесно да се направи едно вакво возило? На ова електрично возило работев релативно кратко време, бидејќи ова ми е четврти проект и веќе сум запознат со проблематиките што ги носи. Можем да кажем активна работа околу 7 дена во денови. Сега тоа се протега нели во текот на месец или 2 месеци, барајќи ги материјалите кои ми се потребни за него. Што се е потребно за да се конструира ваков мотор? Потребно е познавање пред се, не многу професионално, меѓутоа основните на електриката и електрониката, познавање од механика и најважно желба да се вози на струја. Европската недела на мобилност традиционално и оваа година по трет пат се одржува од 16 до 22 септември, а завршува со големото велосипедско дефиле низ скопските улици на 22 септември, денот без автомобили.